На самиот почеток од се срце ви ја честитам новата 2019 година со најубави желби во истата. Како што обично бива на секој почеток се прават планови. За среќа во автомобилската индустрија тие планови се долгорочни, а за реализација во оваа година пристигнуваат повеќе од 50 модели. Некои потполно нови, некои како продолжение на веќе воспоставената лоза. Така, во првиот прилог во оваа година ќе ве запознаеме со некои од моделите кои допрва ќе влезат во салоните. Годинава во која што току зачекоривме, оние што сакаат да купат автомобили ќе бидат на сладки маки. Изборот ќе им биде побогат за 60 нови модели. Секако највеќе ќе бидат спортско корисни возила од сите големини и ценовни категории. Најмал меѓу нив по повеќе параметри ќе биде Volkswagen T-Cross, кој ќе пристигне на пазарот во април. Беше представен пред 2 месеца истовремено на 3 локации ширум светот, во Амстердам, Сао Пауло и Шангај. На тој начин германците јасно ги покажа амбициите што ги имаат со овој модел за кој се зборуваше долго време. Volkswagen T-Cross треба да импресионира со својата комбинација на сестраноста, секојдневната практичност и леснотијата за користење. Долг е 4,1 метар и ќе биде на располагање со бензински мотори со моќност помеѓу 95 и 150 коњи. Спротивно на трендовите, во понудата е присутен и 1,6 литарскиот TDI со 95 коњски сили. Како што се претпоставуваше, погонот е само на предните тркала. После одличните реакции на публиката на ланскиот салон во Женева, каде беше прикажан концептот Vision X, од Шкода потврдија дека годинава на исто место ќе ја представат новата сериска изведба. Се шушка дека ќе се вика Polar, но потврда за тоа нема. Овој субкомпактен кросовер кој во понудата ќе се смести под Карок е близок роднина на Арона и T-Cross. Малку е поголем и попростран од нив, што впрочем е долгогодишна стратегија на Шкода. Покрај бензинските и дизел верзии би можел да биде достапен и со хибридниот погонски склоп од представената студија. Кај неа, за задвижување на предните тркала е наменет 1,5 литарски бензински мотор кој може да работи и на природен газ. Електромоторот сместен назад обезбедува еколошко возење со нулти емисии или пак погон на сите 4 тркала. И Lexus ќе ја прошири својата понуда кросовери во пониските сегменти. Наменет за урбаните купувачи, UX е дело на европското студио на Toyota, чии дизајнери скоро во целост ги имаат задржано линиите од истоимениот концепт. На агресивниот изглед се надоврзуваат одличната управливост, храбриот дизајн на внатрешноста и за оваа големина богата опрема. Направен е на новата платформа која му обезбедува пониско тежиште, а во понуда ќе биде со повеќе погонски варијанти. Дека меѓу нив нема дизели не треба да споменуваме. Истото ќе го слушнат и заинтересираните за Toyota RAV4. Таа ќе се прости од дизел агрегатот, чие место ќе го замени 2,5 литарскиот хибрид со 222 коњски сили. Верните на бензинот ќе можат да ја добијат со 2-литарски мотор со 170 коњски сили, додека погонот на сите тркала е опционален. RAV4 сега е поставен на новата глобална платформа на Toyota. Заради тоа е понизок и поширок, незначително пократок и со поголемо меѓуоскено растојание. Изменетите пропорции се спакувани во остри линии, вешто вклопени во складна целина. Ќе може да се добие со двобојна каросерија и неколку различни изгледа на предната маска. Во Европа ќе пристигне во првиот квартал годинава.
Испанците воопшто немаат намера да тргнат по тој пат и новиот Терако го опремија со дизелска поддршка од 2-литарскиот TDI со 150 и 190 конски сили. Најголемиот Сеат направен воопшто ги освои симпатиите на публиката во Париз со своите префинети линии испреплетени со робусноста на еден кросовер. Името што го избраа фановите на марката го има добиено според латинскиот назив на каталонскиот град Тарагона. Долг е нешто повеќе од 4,7 метри и има внатрешност која нуди навистина издашен простор за 5 или 7 лица. Брат-близнак е на Шкода Кодиак и неговото производство веќе е започнато во фабриката на Volkswagen во Волфсбург. Во продажните салони ќе стигне во февруари со цени кои ќе започнуваат од 30.000 евра. Ова е новата А-класа. Како и секој друг автомобил, има екран, но можете да го направите да изгледа вака или можеби вака. Одлично изгледа. Вака се контролираат функциите. Hey Mercedes, it's getting hot in here. I have set the temperature to 21 degrees. Hey Mercedes, play me some hip-hop. Hey Mercedes, get in touch with mom. Calling mom. Guess who's on social media? Новата А-класа. Тоа сум јас. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили. Од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство.
Вниманието на љубителите на големите премиум теренци есенва целосно беше окупирано со втората генерација на Mercedes GLE. На неа сепак ќе почекаат уште месец-два, време за кое ќе треба да се навикнат на незиниот мек изглед кој е резултат на одличната аеродинамика. Затоа пак, внатрешноста е точно она што треба да биде – модерна и добро пополнета. Предвидени се два големи екрани и модерен мултимедиски систем способен да учи. GLE на почетокот ќе биде на располагање само со 6-цилиндричен бензински мотор со 367 коњски сили, на кои 48 волтниот систем со стартер генератор додава уште 22. Подоцна гамата ќе биде проширена со уште неколку бензинци и дизели, сите опремени со 9 степен автоматски менувач. На оваа провокација BMW веднаш одговори, представувајќи го знаменосецот на марката X7. Тој импресионира со своите габарити, долг е 5 метри и 16 сантиметри, висок 1,80 м, а широк цели 2 метра. Во внатрешноста X7 е вистински одраз на се што BMW може. Присутни се најдобрите и најквалитетни материјали со луксузна ниво скоро како кај Rolls-Royce. Во Европа ќе се нуди со два дизела од 265 и 400 коњски сили и еден бензинец со 340 коњи. Сите мотори се 6-цилиндрични со 3 литри работна зафатнина. На ова поле Lexus се подготвува за уште еден силен удар. Јапонците на почетокот на 2018-та го прикажаа концептот LF1 Limitless, за после кратко време да соопштат дека тој би можел да се најде во серијско производство. Веднаш потоа ја заштитија и ознаката LQ, која јавноста сама си ја поврза со напредниот концепт. Според политиката на именувањето на моделите на Lexus, првата буква L се користи за предводниците на гамата, а LF1 Limitless треба да биде токму тоа. Беше представен како купе кросовер што ќе ги редефинира границите на луксузот и публиката на него реагираше доста позитивно. Сериската верзија би требало да ја видиме на салонот во Токио во октомври. Сето досега наброено покажува дека овој сегмент воопшто не губи на својата динамика, но еден од најзначајните настани сепак е поврзан со теренецот кој не е менуван со децении – Лада Нива. На незината нова генерација долго се чекаше, но ќе мора уште малку. Концептот на незиниот наследник веќе е представен и на прв поглед покажува дека русите се потрудиле да подготват модерно интерпретиран и атрактивен модел. Под агресивноста на линиите на каросеријата уште се крие докажана механика способна за владење со руските беспаќа, за која засега не се знае многу. Се споменуваат 1,8 литарски бензинец со некои 120 коњски сили и потполно нов менувач. Погонот на сите тркала јасно ќе биде серијски. Не смееше да го пропуштиме ниту несудениот македонски производ – Aston Martin DBX. Концептот на овој кросовер го видовме уште во 2015 година и од тогаш скоро ништо не се слушна за него. Но како ќе доближува терминот за негово лансирање, ќе дознаеме се повеќе и ќе ве известуваме за тоа. Во целиот овој пазарен јуриш, крософерите ги фрлија на колена моноволуменците. Но не сите. Купувачите секогаш ќе ги ценат оние што им нудат вистинска практичност. Посебно во едно нетипично пакување како што е Б класата на Мерцедес. Иако дизајнот не е најбитен кај ваквите возила, новиот модел се истакнува со светлата, масивната маска и задниот спойлер. Во внатрешноста голем дел од компонентите се превземени од А класата, која има еден од најиновативните интериери.
Сега возачот и патниците може да уживаат во погледот на двојниот дисплеј и атмосферата што ја создава инфозабавниот систем со вештачка интелигенција. Во понуда ќе бидат 3 дизелски и 2 бензински моторни опции со силина меѓу 115 и 190 коњи. Годинава што дојде ќе биде жива и во компактната класа. Во арената наречена Европски автомобилски пазар најпрво ќе влезе новата Toyota Corolla, која ја возевме на Auto Best Finals 6 тестирањата во Вајрано. Голема задоволство ни причини Toyota Corolla, бидејќи званичниците од Toyota ни овозможија да ги возиме прототиповите со хибридна технологија, кои се погонети исто така и од бензински 1,8 и 2 литрен агрегат. Corolla во својата 12-та генерација нуди многу. Има она што го нарекуваме јапонски момент на дизајнот, но сепак многу е приближена кон своите европски конкуренти. Добро освежување во овој сегмент ќе внесе и ProSeed верзијата на новата генерација на компактот на Kia. Во основа спортски купе караван со 5 врати, тој ги има сите карактеристики на едно чудо модели од разни класи. Во Kia се оптимисти за пазарниот успех на овој модел, бидејќи на вистина зрачи со магнетна привлечност толку голема што ги отргнува мислите од моделите на спортско корисните возила. Има должина од 4,6 метри, височина од 1,42 и меѓуоски на расстојание од 2,65 метри, што му даваат провокативни габарити. Во однос на стандардниот хеджбек, клиренсот му е намален за 5 мм, а багажникот зголемен на 594 литри. Внатрешноста е потполнета со поквалитетни материјали и побогата опрема, а од Kia тврдат и дека ергономијата е подобра. Револуција во механичка смисла треба да донесе и Mazda 3, која беше представена при крајот на минатата година. Беше дочекана како сензација, не само заради атрактивниот дизајн инспириран од KI концептот. Предниот дел потсетува малку на поголемата Mazda 6, што е случај и со задниот кај лимузинската верзија. Хеджбек изведбата пак е направена да изгледа атлетски набиена, во целосна согласно со спортски испуштениот преден дел, а таму ќе се најде сосема новиот Sky Active X со 187 коњи, чие работење е комбинација на дизел и отоциклусите. Неговите карактеристики велат дека е за 30% посилен и за исто толку поштедлив во споредба со сегашните мотори, но тоа допрва ќе треба да го докаже. Volkswagen Golf пак нема што да докажува. Со деценија најпродаван модел во Европа и од тронот може да го симне само неговата нова генерација. Неја ја очекуваме есенва, но пред тоа на пазарот ќе пристигне Шкода Скала. Јавноста веднаш ја оквалификува како сериозен конкурент на бестселерот, но чесите се попредпазливи во изјавите. Тие за неа велат дека е претходница на една нова пазарна политика на марката со која ќе ја зголемат својата конкурентност на сите полиња. А Скала адути за тоа има. Скулптуралните облици доминираат и од досегашните конзервативни линии во дизајнот има останато само траги во количини, колку сепак да се знае дека се работи за Шкода. Впечатокот одзади е дека во овој модел се редефинира целокупниот имидж на марката, кој досега ќе биде поемотивен. Целокупно гледано, Скала истовремено делува сериозно и спортски и сигурно ќе биде сериозен играч во овој сегмент.
Ништо не мора да докажува ниту Porsche 911, чија нова генерација беше представена на салонот на автомобилите во Лос Анџелес. Изгледот не се драматично разликува од претходникот, но најголемите измени се под кожата. Porsche 911 сега е помоќен и има мотор од 385, односно 450 конски сили. Менувачот е 7 степен мануелен или 8 степен со 2 спојки, а тежината му е намалена за 5%. Тоа автоматски значи и подобри перформанси со кои овој модел, како и во претходните 55 години, ќе продолжи да ги креира барањата на купувачите на спортски возила. На вистинските сладокусци Porsche им ја намени современата изведба на 911 Speedster, која годинава ќе оди во лимитирано сериско производство. Шасијата од досегашната карера 4 Cabrio, но без ослонувањето и погонскиот склоп, кој со своите 500 коњи беше трансплантиран од 911 GT3. Веќе тоа ветува солидно задоволство на оние што за него ќе плаќаат толку колку што ќе им побараат. Уште еден моќен германски адут доаѓа годинава, серијата 3 на BMW. Таа и во својата 7 генерација останува најважен модел за марката, сега засилен со умна конструкција која ќе понуди поголема просторност и подобар комфорт. Ќе биде и поштедлив, бидејќи коефициентот на отпорот на воздухот изнесува само 0,24. Во согласност со традицијата, акцентот е ставен на динамиката. Напредната платформа со тежиште пониско за 10 мм ќе го направи новиот модел постабилен и побрз. За перформансите ќе зборуваме повеќе кога ќе се појави на пазарот. Неа друштво ќе и прави новиот Z4, кој конечно е подготвен за производство. Родстер по вокација, тој повторно доаѓа со мек преклоплив покрив. На располагање ќе биде со 2-литарски 4-цилиндричен мотор со 150 и 256 конски сили, а најинтересна верзија, барем засега, е онаа со знаката M40i. Таа под долгата хауба има 3-литарски 6-цилиндричен агрегат со 340 конски сили, спарен со 8 степена автоматика. Скоро истовремено ќе пристигне и Toyota Supra, која е развиена заеднички со него. Наследството на името што го носи многу што ќе дефинира кај овој спортски автомобил, кој треба да ја продолжи некогашната репутација на машина за освојување трофеи. Знаеме дека ќе има погон на задните тркала и скоро идеална распределба на тежината, но не и дали на вистина ќе располага со 450 конски сили. Не ја знаеме ниту цената, која неофицијално се споменува дека ќе се движи помеѓу 50 и 60 илјади евра. Далеку поскап ќе биде идниот предводник на гамата на Porsche, електричниот Taycan. Го запознавме како Mission E во 2015 година, кога беше представен заедно со својот 670 конски електропогон. Според засега достапните информации ќе биде способен за забрзување до 100 км на час за 3,5 секунди, но и за автономија од преку 500 км. Двата електромотора му обезбедуваат погон на сите тркала, а специјалниот брз систем за полнење за 4 минути ги дополнува празните батерии со енергија за наредните 100 километри. Се очекува годишна продажба од околу 20.000 примероци, а ценовно ќе биде сместен помеѓу Cayenne и Panamera. Porsche ќе вложи половина милијарда евра во производството на Taycan, а уште толку ќе бидат потрошени за електрификацијата и хибридизацијата на останатата гама.
Мекларен конечно го подготви наследникот на легендарниот P1. Именно Speedtail доволно кажува за него, но бројката од 403 км на час уште повеќе. За неа е заслужен хибридниот погон со комбинирани 1050 конски сили, извлечени со помош на технологија од Формула 1. Целиот автомобил всушност е болид, наменет за патиштата, но тешко дека 106 избрани срекници што за него ќе платат по 1,75 милиони фунти, ќе го возат во отворен сообраќај. Спортско чувство, но во сосема друго светло ќе донесе BMW M8 Grand Coupe. Се подготвува да настапува како протагонист на вистинското значење на буквата М. Заради тоа воопшто не треба да се истакне дека просто зрачи со импресивниот и динамичен стил. Не му е туѓ ниту луксузот кој кај него има поинаков аспект. Наменет е да биде нов предводник на марката и затоа е екстремно поларизирачки во комбинирањето на низините вредности. Елеганцијата како една од нив е имплементирана на сосема друго ниво, со високи примеси на екзотичност. Количината вградени технологии ја распламтува фантазијата, исто и перформансите кои ќе ги обезбеди баварската коњица. Како мешавина од кросовер и моноволуменец, Kia Soul од секогаш провоцирала со својата трета генерација уште повеќе затоа што во Европа ќе биде достапна само незината електрична верзија. Го има погонскиот склоп од Niro и располага со 204 конски сили и пакет водено-ладени батерии од 64 киловат-часа. Четирите режими на возење оптимално балансираат меѓу погонската сила и автономијата, која официјално не е објавена. Брзината е ограничена на максимални 165 км на час, а до првите 100 ќе забрзува за 7,6 секунди. Коцкастиот дизајн е дополнет со бројни футуристички елементи и Soul сега изгледа доста позрело. Значајни измени има и во внатрешноста, чиј лефтерен стил е дотеран со поквалитетни материјали и модерна опрема. Во продажбата ќе се најде пред крајот на годинава. Слоганот на Audi, Vorsprung durch Technik, најдобро ќе го илустрира вториот електричен модел во гамата. Со неговите концепти се запознавме два пати, еднаш како e-tron Sportback, а вториот пат под името Elaine. Но како и да се вика, серискиот модел ќе пристигне годинава. Ќе располага со комбинацијата од еден електромотор напред и два назад, со вкупно 500 конски сили. Иста бројка се споменува и кај километражата што може да ја помине со едно полнење на батериите. Моќните автономни технологии ќе му овозможуваат сам да бара паркинг, да отиде на миење или пак до станица за полнење на батериите. И сеат се реши да се испроба со електричен модел, но на две мали тркала. Не предизвикани од никого, шпанците одлучија да започнат со продажба на електричен тротинет. Наречен е EXS Kick Scooter и ја користи технологијата од сличен модел на Segway. Тежок е 12,5 килограми, а максималната брзина што ја постигнува е 25 км на час. Полнењето трае 3,5 часа и може да помине до 45 км. За секој случај батеријата е отстранлива, па кој сака може со себе да ја понесе и резервната. За поудобно возење опремене со темпомат и амортизери, а цената му е поставена на 600 евра.
Во електрификацијата своја шанса за освојување на светот гледаат и кинезите. Таму во моментов постојат скоро 500 производители на електрични возила, од кои се проценува дека ќе опстанат едва 1%. Едно од имињата кои се издвојуваат е Битон, зад кое стојат моќни технолошки играчи и нивните дебели финансиски портфолија. Тоа беше доволно да привлече голем број стручњаци од Тесла и BMW, кои беа ангажирани на развојот на нивниот прв електричен кросовер. Тие заедно замислија автономно и целосно вмрежено возило со високо апострофирана вештачка интелигенција. Битон планира да започне со неговата продажба во Кина пред крајот на годинава, а до 2020-та во Соединетите Американски држави и Европа. Со најавената цена од $45,000, кинезите очекуваат годишно да произведуваат по 100,000 примероци од него. Од Кина, но со шведски гени, во себе ќе пристигне и плагин хибридниот Polestar 1. Направен е на основа на Volvo S90, но со значително поинаков дизајн кој дискретно потсетува на концепт купе студијата од 2013 година. Со голема количина јагленородни влакна употребени во конструкцијата, дели само околу половина од деловите со донаторот. Овој прв модел на заедничката марка на Volvo и Geely располага со 600 конски сили и максимални 1000 Ньютон-метри вртежен момент. Иако првите испораки се предвидени за август, пред нарачки се примаат скоро цела година. Цената му е поставена на €155,000. Денешното издание на Автомагазин го доведовме до крај. Огнометот новитети ќе одекнува во текот на целата година, а ние ќе бидеме тука за да ви ги пренесеме во секое наше издание. Уживајте во празниците до следната средба за 7 дена. До гледање.